Во продолжение на станите кои го одбележаа денешниот ден, ова е новото издание на вестите. Добро вечер, почитувани гледачи. Се крпат ударните дупки низ повеќе улици во општина Росоман. Во фази се реализира планот и програмата за инфраструктурно уредување. По уредувањето на канавките на регионалниот пат Росоман село Сирково, инфраструктурното уредување продолжи низ повеќе улици во Росоман. Имено во фази се реализира планот и програмата за инфраструктурно уредување, според кој во овој период се крпат повеќе ударни дупки низ неколку улици во општината. Во моментот се работи на улицата Илинденска, а позитивно на целосно реализирање на планираните активности, сега локалната гледа и со непреченото функционирање на Советот. Почнавме со крпење и на улицата Илинденска. Значи, едниот дел го закрпивме. Сега, утре, денеска ќе го крпиме оној дел, значи, што е влезот, таму негде ширина од 4 метра, цела должина, како би водата која што од дождовите доаѓа не се собира тука. Значи, тоа не е еден проблематичен дел, а во текот на наредните денови ќе ја завршиме и другата страна која што има потреба, не можеме машинскиот и некаде има од 5 до 10 сантиметра само размак меѓу ивичњакот и меѓу асфалтот, да донесеме во ситуација на рамна површина и за во текот на наредната година, значи бидејќи оваа година не ни е ставена во програмата за работа за асфалтирање, за да во текот на наредната година со оној асфалт кој што е доволен за 2 до 3 сантиметра се надограде на сегашните 7 и таа улица верувам да биде без проблеми во наредните години. Во исто време завршиме со Павер Коцки улица на Илинденска 140 метра со ширина од 4 метра, така да кракот во тие дел кај што ни беше како да не речам оставен, го завршиме, со тоа ги исцрпиме и тендерските можности, односно парите уште од ланскиот тендер и веќе сме во фаза на распишување, односно бидејќи и Советот се работи, сме во фаза на подготовки за нови тендери за нови улици низ Росоман, Паликура, Сиркови, Рибарци, секаде кај што треба. Во Рибарци ќе го градиме подпорниот зид кој што навистина ни прави проблеми и одводнувањето на водата, додека во другите места ќе прикрпуваме. Во Трстник треба да заедно со фирмата која што стопанисува со мини хидроцентралата имаме договор кој што веќе сме во фаза, бидејќи заврши нивните градични работи, сме во фаза да го почнеме да ја почнеме постапката со мешовита комисија да испита колку оштетувања направија тие и кои места треба да се завршат и тоа ќе го направиме во текот на оваа година, што тоа ќе си биде нивна обврска, нивен материјал и се она што бидејќи тие уништија со големата механизација и се напанаат да го вратат во првобитната положба и ќе ни остане, значи како што кажав, оној дел кај што одлуките на Советот на седницата овозможија да можеме да почнеме постапки со 2-3 проекти кои што се многу важни и многу круцијални за општина Росоман. Центарот на Росоман исто ќе чека на уредување, на него ќе се работи со добиен грант. Стариот изглед според изготвениот проект ќе биде модернизиран со современо уредено централно подрачје. Над 50 едукативни флаери денеска беа поделени за превенција од пожари. Ги добија граѓаните кои беа упатени кон планинските предели. Едукативни флаери за заштита и превенција од пожари денеска добија над 50 на граѓани кои беа упатени кон планинските предели. Како да се заштитите од пожари, како истите да ги спречите и како да реагирате во случај на пожар се дел од мерките за превенција кои преку едукативен материјал допреа до граѓаните. Акцијата ја реализираше одделението за превенција при полициска станица Кавадаци на раскрсницата кај браната во Ватоша, а дел од истата беа возачите упатени кон Михајлово, Кожув планина, Витачево и останатите излетнички места. Од полицијата велат во текот на летото вакви акции се реализираат во повеќе наврати. Важно е да се потсетат граѓаните дека токму шумата е нашето најголемо богатство и дека основно правило е одговорност и грижа кон неа, велат инспекторите за превенција и потенцираат дека летото започнува со денешната прва акција, но ќе следуваат уште неколку, бидејќи ваквиот начин дава резултати и на повисоко ниво ја дига свеста кај граѓаните. На акцијата и предходеше советодавна група на граѓани. На истата дискутираа речиси
сите релевантни фактори од градот и беа донесени низа заклучоци. Еден од тие беше токму реализацијата на вакви превентивни акции со цел спречување на пожари. Препораките до граѓаните остануваат и понатаму исти: да не се пали оган на отворено, да не се фрлаат стаклени шишиња од пушоци од цигари и материјал кој е лесно запалив. При случај на пожар да се реагира брзо и да се интервенира до полицијата или територијалната противпожарна единица. Статистички во последните години бројот на пожари на територијата на Кавадарци е во опаѓање. Група пратеници од Баварскиот парламент во посета на Дрекслер Мајер. Гостите се запознаа со работењето на компанијата, а во фокус беше и концептот на програмата за двојна настава, информираат од компанијата. Во рамки на тридневна посета на Македонија, група пратеници од Баварскиот парламент ја посетија фабриката Дрекслер Мајер во Кавадарци. Пратениците одблиску се запознаа со принципите на работа на компанијата, имплементираните меѓународни стандарди, како и идните планови во Македонија. Во фокус на посетата исто така беше и концептот на дуално образование, односно програмата за двојна настава. Гостите, придружувани од генералниот директор Лукас Мирингер, направија обиколка низ фабриката и имаа можност да стекнат слика од производствениот процес и финалниот производ кој компанијата го испорачува на клиент од премиум сегментот во автомобилската индустрија. Воодушевена сум од она што го видов во Дрекслер Мајер и драго ми е што во оваа баварска компанија се спроведуваат меѓународни стандарди кои важат глобално. Го поздравувам ангажманот во делот на образованието на младите луѓе, особено концептот на дуалното образование кој компанијата успешно го спроведува. Дрекслер Мајер реализира многобројни добротворни проекти поврзани со регионот и секако ова е клучна карактеристика на една општествено одговорна компанија, рече Силвија Штир-Штофер, пратеник и председател на комисија во Баварскиот парламент. Драго ми е што Дрекслер Мајер беше домакин на делегација од Баварскиот парламент и што пратениците имаа можност да понесат впечатоци од производствените процеси, моменталната состојба како и идните перспективи на компанијата. Се радувам што Кавадарци вчера беше местото каде што се одржа една баварска средба, рече Лукас Мирингер, генерален директор на Дрекслер Мајер Македонија. Од полнок горивата со пониски цени, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полнок бензините поевтинуваат за 2 денари по литар, цената на дизелот се намалува за денар и пол, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со тоа литар Евросупер БС 95 ќе се продава за 60,5 денари, а Евросупер БС 98 за 62,5 денари по литар. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 46,5 денари. За 1,5 денар поевтинува и екстра лесното масло за домакинство. Новата цена ќе изнесува 35 денари за литар. Доставувањето на барања за ИПАРД програмата продолжено до 21 јули. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани за поднесување барања за користење ИПАРД средствата од програмата 2014-2020, дека рокот за нивно доставување се продолжува до 21 јули 2017 година. Според агенцијата, останатите делови од јавниот повик објавен на 24 април годинава остануваат непроменети и неговата целосна содржина може да се најде на веб адресата www.ipardpa.gov.mk. Продолжувањето на рокот за доставување на барањата е се со цел да се излезе во пресрет на барањата од потенцијалните корисници за подготовка на квалитетни апликации, наведува агенцијата. Барања за промени во градежната регулатива. Председателот на Сдруженијето на градежништво и градежни материјали при Стопанската комора на Македонија, на министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски му презентираше дел од барањата поврзани со градежната регулатива. Тие бараат да се донесат закони за градење и за просторно и урбанистичко планирање, што нема толку често да се менуваат, односно на секои 3 месеци, а законот за јавни набавки да претрпи измени, особено моделот на критериумите.
Неопходно е да се интервенира во Законот за градење, кој последниве 7 години има претрпено 25 измени. А ако треба и да се даде поголем простор и време за да се донесе закон кој нема да се менува на секои 3 месеци. Законот за просторно и урбанистичко планирање е донесен кон крајот на 2014 и има измени на секои 3 месеци и повторно пресметки и повторно приспособување. Треба да се донесе јасен закон кој подолго време нема постојано да се менува. Беше даден и предлог Стопанската комора на Македонија секогаш да има представник во собраниските комисии и да учествува во расправата за да може да ги пренесат ставовите на бизнис заедницата. Министерот Сугарески потенцираше дека средбата се одржува за отворено да ги слушнат проблемите и потребите. Истакна дека се отворени за соработка, дека ќе им дадат поддршка на сите и ќе ги слушнат уште еднаш барањата поврзани со законските измени што треба да следуваат и сите потреби што ги имаат за новата реформска влада да реализира што поголем број на капитални инвестиции. Очигледно е дека има сериозни проблеми не само во делот на финансиите, туку генерално околу се што е поврзано со капиталните инвестиции. Беа спомнати и Законот за градење и Законот за урбанистичко планирање. Утре почнуваат уписите низ средните училишта во Македонија за новите средношколци, се подготвени и трите средни училишта во Кавадарци. Во јавните средни училишта во Македонија утре и задутре е првото пријавување и запишување на учениците во прва година во учебната 2017-2018 година во јунскиот уписен рок. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули, а резултатите ќе бидат објавени на 4 јули. Документите потребни за пријавување и критериумите и условите се содржани во конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на крајот во март и е поставен на нивната веб страница. Второто пријавување во јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 6 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 25 август. Училиштата кои во двата уписни рока нема да ги пополнат утврдените ученички места за запишување ќе продолжат со запишување ученици до 31 август годинава. Поради укинувањето на екстерното тестирање, направени се измени во објавениот конкурс во кој се избришани условите поврзани со резултатите од екстерното проверување на постигнувањето на успехот на ученикот. Подготвени за утре се трите средни училишта во Кавадарци. Вела дека има место за сите заинтересирани кандидати. Ќе се испочитуваат критериумите поставени од Министерството, а за новите средношколци обезбедени се сите потребни услови за модерно образование. Телефонските разговори на македонците кои ќе патуваат во Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора од 1 јули ќе бидат поевтини. Од 1 јули македонците ќе зборуваат поевтино кога патуваат во Србија, Босна и Херцеговина и Црнагора. Стапува на сила третиот бран намалување на цените на роаминг услугите меѓу 4 земји потписнички на спогодбата за постепено намалување на цените на роаминг услугите. Минута разговор дојдовен повик наместо 15 качини 11,6 денари, една СМС порака 3,7 денари, 1 мегабајт интернет 12,3 денари. За разлика од кај нас, земјите членки на Унијата од 15 јуни го укина роамингот. Жителите кога патуваат од една до друга земја, операторот им тарифира како да се во матичната, но покрај позитивната страна има и негативна, затоа што операторите мора да се ги компензираат трошоците. Економските оператори нема така лесно да се откажат од приходите кои што ги имале, но нема така лесно да ги прифатат и дополнителните трошоци кои што не им се наметнуваа, а ке нема сега веќе како да ги компензираат, освен со подигнување на цените.
Затоа сега пакетите за корисниците кои ги нудат се со повисока цена. Агенцијата за електронски комуникации уште во 2012 година поднесе иницијатива до европските регулаторни тела да се овозможи како на земја кандидат за членство во Унијата да имаме исти цени за роаминг, како и земјите членки. Барањето беше одбиено, но надлежните не се откажуваат. Иницијативата повторно ќе биде поднесена. За 3 дена продадени повеќе од половина билети за Европското првенство во ракомет. Сите оние кои што планираат да ја поддржат македонската ракометна репрезентација во Хрватска, ќе мора да побрзаат со купувањето на картите. Фановите на земјите учеснички на Европското првенство не губат време кога станува збор за билетите. Неверојатно на вистинито, во рок од 3 дена продадени се сите онлайн карти за дуелот помеѓу Хрватска и Србија во рамките на првото коло. Ништо поразлично не е ниту за надпреварите во Загреб, каде што ќе игра Македонија. Раул Гонзалес и неговите избраници за противники ги имаат репрезентациите на Словенија, Црнагора и Германија. Половина од билетите се распродадени. Информациите велат дека најбројни ќе бидат словенците. Цената на картите се движи од 1250 денари до 2500 денари. За првиот ден во нашата група Ц, поточно за дуелите помеѓу Словенија и Македонија и Германија и Црнагора, има уште 234 слободни места за поевтиниот блок. И за останатите 2 блока, чија цена е 2500 денари, половина од билетите се распродадени. Најголем интерес засега има за првото коло од групната фаза на Европското првенство, но и за надпреварите од главната фаза. Македонија групната фаза ќе игра во Арена Загреб. За противник, рековме, ќе ги има репрезентациите на Словенија, Црнагора и Германија. Доколку црвено-жолтите ја поминат групата, во следната фаза ќе крстат со групата Д, каде што се Шпанија, Данска, Чешка и Унгарија. Најскапи во моментов се билетите за групата во Загреб, кои чинат од 1200 до 2400 денари, додека во останатите 3 градови, Сплит, Вараждин и Пореч, тие чинат 1200 денари. Цените за надпреварите од главната рунда се движат од 1800 до 3600 денари. За полуфиналето се од 3300 до 5800 и за финалето чинат од 4100 денари до 8000 денари. Со еден купен билет може да се следат 2 надпревара. Македонската ракометна репрезентација по изборениот пласман на Европското првенство се надева дека ќе има голема поддршка од трибините. Со оглед на тоа дека Хрватска е подостапна за нашите фанови, кои се големи фанатици за ракометот, во тој случај нема да има дилеми. Раул Гонзалес и неговите избраници ќе го имаат на располагање и најважниот играч – фалангата. Следува временска прогноза. Времето утре сончево и многу топло со умерен југозападен ветер, УВ индексот ќе биде 9, а температура до 37 степени. Во Повардарието температурата ќе достигне и до 40 степен. Во недела попладни и во текот на ноќта кон понеделник поради продор на влажна и посвежа воздушна маса од север ќе има врнежи од дожд и грмежи, а од понеделник и значително опаѓање на температурите. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.